Со 50 килограми македонска пастрмка риболовното друштво Бабуна денеска изврши порибување на реката Бабуна и реката Вардар во Велес. Пастрмката е произведена во репроцентарот Шум во Струга, кој е во собственост на Институтот за сточарство од Скопје. Огласно риболовните основи кои што се направени така како што треба, стручно, предвидено е сите риболовни води да се порибуваат со онаа риба која што треба да биде порибувана во нив, така да Бабуна и овој дел на Вардар треба да бидат порибувани со пастрмка и затоа е ова порибување со пастрмка и ќе биде секоја година. Ова е најдобриот период за порибување со пастрмка и затоа е одбран. Се порибува од крајот на септември до декември, всушност додека условите не бидат такви да не може да се врши порибување, а се врши порибување со пастрмка до март наредната година. Заложбите на риболовните здруженија, Институтот и Риболовната федерација се да се збогати рибниот фонд во водите во земјава. Од риболовното друштво Бабуна како концесионери најавуваат уште неколку порибувања за престојниот период. Во текот на наредната недела ќе има порибување на река Вардар и односно езерото Младост. Таму ќе се пориби крап. Можеби требаше да поставиме прашање и да дознаеме кога освен крап и пастрмка ќе имаме и друга риба за порибување, значи други врсти на риба, но за тоа во некоја сигурно друга пригода. Како ќе ги заштитите овие парчиња денеска што Рибочуварската служба, значи и агенцијата која е заложена за чување на ревирот, со кој стопанисува Сдруженијето на спортски риболовци Бабуна, значи со сите своји сили ќе проба да го заштити делот каде што беше порибено со пастрмката, макар што и пастрмката е посебна сорта на риба која многу лесно се адаптира и верувам дека самата ќе си најде свој спас во водите на реката Бабуна. Од риболовното здружение Бабуна апелираат на повисоко применување на постојните закони со цел спречување на рибокраците, како и загадувачите на речните води во Велес. Две појави кои се доста чести во нашата општина. Да се информираат потрошувачите за нивните законски права и навремено да пријавуваат кога истите ќе бидат нарушени. Ова е целта на посетата на тимот составен од Министерството за економија и Организацијата на потрошувачи, кој денеска во Велес ја презентираше двегодишната програма за заштита на потрошувачите. Овој документ, усвоен од владата, има за цел да ја зајакне соработката помеѓу општините и советите за заштита на потрошувачите. Министерството за економија презема мерки и активности за усогласување на нашето национално законодавство со законодавството на Европска унија. Се преземаат активности и за да нашите потрошувачи се приближат со своите и ги имаат оние права кои што ги имаат и потрошувачите во земјите на Европска унија. Исто така Министерство за економија е носител и на поглавието 28, тој заштита на потрошувачите и јавно здравство, согласно националната програма за усвојување на правото на Европската унија и постојано значи се работи на хармонизација на законодавството и понатаму градење на капацитетите и унапредување на соработка со сите институции кои што се инволвирани во оваа област. Потрошувачите полекано сигурно ги дознаваат своите права. Од Организацијата за заштита на потрошувачи велат дека нивната задача е преку разни видови на едукација да ги информираат граѓаните за правата кои им се загарантирани кога се во улога на потрошувачи. Од исклучително значење е потрошувачот да знае каде да се обрати во момент кога неговите права се нарушени. Ние немаме управна моќ. Значи тука се формираат институции, органи и тела кои што имаат управна моќ вистина да интервенираат во заштита на потрошувачи. Нашата функција како организација останува на информирање, на советување, на едукација за нивните права, зашто во лавиринтот значи на овие законски прописи и сите овие права значи кои што се усвоени преку разни закони, преку програма за заштита на потрошувачи и програмските цели остварувањето, сепак е значајно да имате некој да ве насочи каде да одите и кои се вистинските, каде да се насочите во нивната заштита. Затоа се овие кампањи се со цел на потрошувачите да им се овозможи да подобро ги запознаат законските прописи. Од 2004 државата и официјално превзема мерки за заштита на правата на потрошувачите. Оваа улога ја имаат низ институции кои имаат задача да интервенираат во одделни ситуации, по пријава на потрошувачот или кога проблемот е констатиран од страна на инспекцијските служби.
Со цел да се подигне свеста за машкото здравје или оние болести со кои се среќава машката популација, како рак на простатата и рак на тестисите, голем дел од велешани се приклучија кон меѓународното движење Movember. Movember е кованица од два англиски збора, мустаки и месец ноември, па за таа цел велешани станаа мустахли. Ова е председ дел од движењето на светска невладина организација, нели Movember, која има за цел да се подигне свеста за машкото здравје или оние машки болести, како рак на простата и слични машки болести, кои ги погодуваат машкиот дел од популацијата. Па така и ние почнавме некоја иницијатива која беше не така сериозна, да прераснеме на некој начин во некој движење, каде што единствена цел има подигање на свеста кај машката популација за машките полови болести и општо машките болести. Идејата велешани да бидат дел од оваа меѓународна организација е токму начинот на кој се презентира Movember. Од велешкото Movember здружение вела дека преку пуштањето на мустаки, а со самото тоа и промена на имиџот се пренесува пораката од човек на човек. Со самиот чин на пуштање на бркови, значи имаме драстична физичка промена кај некого и има многу прашања од пријатели, познаници, зошто, како, поради која причина има нов имидж, на пример, конкретно јас. И со самото тоа ти си поттикнат да им ја пренесеш приказката, нели, да се грижат повеќе за своето здравје, да посетат доктор како би се провериле. Значи, работата е да се пристапи кон поголема превенција, значи да се порано установување на пример, рак на простата. Да се одбележи крајот на месец ноември, а со самото тоа и завршувањето на Movember, утре ќе се одржи забава или избор на најмустаки во паб, каде најчесто се собираат мустаклиите. Бидејќи последен ден од месецот, па да видиме кој до каде стасал со пуштање нели на мустак. И ќе има избор за wannabe брк и timeless брк. Одбравме такви на некој начин комични изрази или награди, за да дадеме и малце позабавен карактер нели, на целата организација. Инаку, сите средства кои ќе бидат собрани, бидејќи има поддршки од Скопска пивара и цело пиво кое ќе биде нели продадено, паричните средства ќе се одвојат и ќе се уплатат на светската организација. Movember е едномесечен светски настан на кој учествуваат исклучиво мажи преку одгледување на мустаки во текот на месец ноември. Од велешката организација на Movember се надеваат дека преку ова нивно здружување ќе ги поттикнат мажите малку повеќе да се грижат за нивното здравје. Секцијата за борба против ХИВ/СИДА на Општинската организација на Црвениот крст од Велес започнува со кампања по повод Денот на борба против СИДА 1 декември. Од хуманитарната организација велат дека со активностите кои тие ги превземаат ќе се трудат да помогнат во стопирањето на ширењето на опаката болест, која минатата година во Македонија донеса нови 20 случаи на заразени од ХИВ вирусот. Оно што го опфаќаме и кој што е најпотребно се младите лица до 30 на години кои што имаат желба и интерес да се тестираат, исто така оние ризични групи со кои што работиме, интравенски корисници, на пример лица кои што често пати вршат трансфузија на крвта, кои што се како едни ризични групи за појава на такви крвно преносливи инфекции. Па свесни се за тоа доста, значи ние им правиме многобројни едукации за тоа дека не треба да го споделуваат заеднички истиот прибор за инектирање, што порано можам да кажам дека беше случај, значи секогаш да користат стерилни игли шприцеви, да не користат заеднички, како што порано правеле да се групираат во група и да го споделуваат тоа со еден шприц и со една игла, затоа што ризикот од појава на ХИВ е значително тогаш зголемен. За среќа помеѓу нив нема ХИВ, меѓутоа она што е проблем исто така е хепатит С, кој што е доста расширен помеѓу нив. Клубот на млади на Црвениот крст пак ќе превземе низ на активности во рамките на врсничката едукација по основните и средните училишта, а за понеделник ќе најавуваат и традиционалната парада на светилките. Во понеделник со почеток во 15:30 часот, кај избирното место кај Воне ќе се спроведе парадата на светилките. Тоа е традиционална активност која прави Општинската организација на Црвениот крст Велес. Значи, тука ќе бидат вклучени волонтерите од клубот на млади, како и основци и средношколци од градот и апелираме секој кој сака да поддржи оваа активност да присуствува во 15:30 во понеделник кај Јавона. Ние се трудиме да ја подигнеме јавната свест највеќе кај младите, односно кај ранливата група каде што почињаат веќе да се запознаваат со оваа болест и ХИВ инфекцијата. Преку различни едукации кои што ги спроведуваме ние клубот на млади, PR едукаторите, докторите специјалисти, се трудиме што повеќе да младите лица да ја осознаат оваа инфекција, односно болеста СИДА
и да го спречат незиното расширување понатаму. Активностите во рамките на оваа кампања, покрај во идната недела која се одбележува како недела за борба против сидата, ќе продолжи во текот на цел месец декември. Ќе бидат опфатени учениците од 7 и 8 одделение од основните училишта, како и сите средни општински училишта и дел од руралните средини. Ниту велешани, ниту македонците воопшто не видоа придобивки од владините роудшоуа. Ова е ставот на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз, од каде потенцираат дека индустријските зони во Велес и понатаму стојат празни и чекаат инвеститори. Ова според партијата е причината што над 80% од младите велешани имаат желба да го напуштат градот и земјата. Челниците на ВМРО ДПМН пред една година најавија голема инвестиција во Велес од германската компанија Drexel Meyer. Но за жал, тоа не се случи и германската компанија за производство на автомобилски делови одлучи да инвестира во Кавадарци. Сега сме сведоци дека и туниската компанија за производство на кабли Coffee Cup ќе гради фабрика во близина на фабриката Drexel Meyer, што значи дека Велес повторно ќе биде заобиколен. Невработеноста и сиромаштијата во Велес, според опозицијата, се резултат на неспособноста на актуелната власт да реализираат барем една поголема инвестиција. Прашуваат, до кога ВМРО ДПМН ќе бележи поразителни резултати во Велес во поглед на привлекувањето странски инвестиции. Во однос на најавите за германската компанија која според власта има намера да инвестира во Велес, од СДСМ велат дека секоја инвестиција е добре дојдена, но за сега такво нешто се уште нема. Имаше многу ветувања. Од наша страна можеме да кажеме дека со новата програма која што ја презентиравме во јавноста, да ја вратиме средната класа и мерките кои што ги презентиравме во јавноста, подеднакво им даваме простор како на домашните, така и на странските инвеститори. Во таа смисла, ние поздравуваме секаква инвестиција која што би била во Велес. Но за жал, изминатиот период само гледавме и слушавме од страна на власта ветувања и едно големо ке. Од тоа до сега немаше ништо реализирано. Од СДСМ и порача на власта, наместо да се занимава со опозицијата, сериозно да се зафати со поприоритетни активности, започнувајќи со решавањето на проблемите на граѓаните. Зошто СДСМ и Јаце Коцевски не го одржаа предизборното ветување дека во Велес ќе донесат инвестиции вредни 90 милиони евра? Каде е странскиот инвеститор Лор кој требаше да вложи во фабриката за шински возила Колска? Зошто СДСМ не остана на зборот и не вработи по еден член од секое семејство? Ова се прашањата кои Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН преку писмен допис ги упати до опозицијата како реакција на денешната пресконференција. Власта е со став дека континуирано од 2006-та ја намалува рекордната бројка на 16.000 невработени велешани, кои биле резултат на владењето на СДСМ. Илјадници велешани, велат од ВМРО ДПМН, станаа дел од вработените во фабриките од регионот, инвестиции кои биле резултат на активната работа на партијата. За власта, СДСМ и понатаму останува класичен синоним за криминал и пустош, а нивните дела, како што стои во дописот, се невработеноста и изгубени надежи.